Првиот проект што сакам денес да ви го представам е проектот за издавање на сите нефункционални објекти во државна сопственост по пристапни цени. Сите неактивни, руинирани и нефункционални објекти во државна сопственост ќе може да се дадат под закуп на заинтересирани лица од приватниот сектор за минимален символичен надомест, а за возврат приватниот партнер ќе треба да го уреди и да работи во нив и дополнително да вработува луѓе. Со оваа мерка ќе им се возможи на малите фирми кои не можат да си дозволат сопствен простор или да плаќаат скапа кирија да се здобијат со потребниот простор за проширување на бизнисот, а државата ќе ги стави во функција објектите кои не се користат. Вториот проект е докапитализација на Македонска банка за поддршка на развојот со 10 милиони евра за поддршка во земјоделието и извозот. Овие средства ќе бидат на располагање на домашните фирми за две намени: финансирање на производството наменето за извоз и финансирање на земјоделското производство преку откуп и извоз на земјоделски производи. Посебен фокус на нашата програма ќе посветиме на отварање на нови рудници за експлоатација на металични минерални суровини. Овие рудници ќе бидат извор на нови работни места во економијата. Во делот на експлоатацијата на минераличните суровини планираме продолжување на активностите преку следење на постојните и доделување на нови концесии и отварање на нови рудници за експлоатација на металични минерални суровини. Само сакам да напоменам дека во изминатиот период беа доделени повеќе од 200 концесии за детални геолошки истражувања. Ова е историски момент, бидејќи во минатото во Македонија беа активни само десетина рудници. Сега се доделени повеќе од 200 концесии. Очекуваме голем дел од нив да бидат да преминат во рудници за експлоатација. Во наредниот период од 4 години, доколку нема нова надворешна криза во Европа и светот, се очекува да ги отвориме следниве 10 рудници. Рудникот за Мангас Тогово ќе започне со работа во текот на месец мај оваа година. Во овој дел сакам да напоменам дека сите истражувања се завршени, целата документација е завршена, во моментот е процес на еволуација на студијата за влијанието на животната средина. Така да очекуваме дека овој рудник уште во месец мај ќе почне со работа. Придобивките од отварање на овој рудник се повеќекратни, односно предвидено е вработување на најмалку 350 работници, пред се од општините Кичево и Дебарца, како и поголем обем на работата и искористување на македонски железници. Оваа компанија ќе ги користат македонски железници за транспорт на рудата. Рудата ќе се преработува во Македонија, во Скопски легури, кои се собственици на овој рудник, со што ќе се добиваат полупроизводи и финални производи кои ќе го зголемат извозот од Македонија и ќе го зголемат девизниот прилив. Во јануари 2014 година е доделена концесијата за експлоатација на железо од рудникот Тајмиште во Кичево. Оваа концесија ќе предонесе за повторно заживување на рудникот Тајмиште, каде што се уште има огромни резерви на железо. Се очекува рудникот да започне да работи во првата половина на 2016 година и во истиот ќе се ангажираат од 300 до 400 работници од Кичевскиот регион. Придобивки од отварањето на овој рудник ќе имаат и услужните компании во регионот кои ќе се ангажираат во тековното работење на истиот. Во 2012 година беше доделена концесија за детални геолошки истражувања за локалитетот Иловица во општина Босилово. Оваа постапка е во завршна фаза. Очекуваме рудникот да започне да работи во 2016-2017 година. Со тоа што ќе се отвори најголемиот рудник за злато, сребро и бакар во регионот. Се очекува да се вработат околу 500 луѓе од струмичкиот регион. Со отварање на овој рудник, бенефит ќе има целокупната економија, особено компаниите од регионот кои ќе се ангажираат од страна на инвеститорот за разни видови на услужни дејности. Во завршна фаза на истражување е локалитетот за бакар, злато и сребро Плавица, помеѓу општините Пробиштип и Кратово. Во тек е подготовка на техничка документација за добивање концесија за експлоатација. Овој рудник ќе се очекува да почне да работи во 2017 година, каде што се очекува да се ангажираат најмалку 300 луѓе. Во февруари 2014 година доделена е концесија за детални геолошки истражувања на бакар на локалитетот Казандол во општина Валандово. По завршување на истражувањата во овој нареден период,
од 2 години се очекува овој рудник за експлоатација на бакар да отвори фабрика за производство на бакарни жици како финален производ. Најмалку се очекува 200 до 300 нови вработувања. Во општина Крива Паланка доделена е концесија за истражување на бакар, злато и други полиметалични суровини. Овој рудник се наоѓа на тромеѓето помеѓу Македонија, Бугарија и Србија. Деталните геолошки истражувања завршуваат во текот на оваа година, така да очекуваме до крајот на оваа година да започне и со експлоатација. Најмалку се очекуваат 300 вработувања во овој рудник. Рудникот Лојане за антимон, кој во минатото бил активен рудник, во моментот е во фаза на подготовка на документација за огласување. За овој рудник се заинтересирани повеќе компании и очекуваме истиот да го доделиме оваа година, а во наредната година веќе да почне со експлоатација. Планирани се најмалку 300 вработувања во овој рудник. Рудникот Саса во Македонска Каменица има поднесено барање за отварање на уште еден рудник, кој очекуваме во текот на оваа година да почне со работа. Тоа ќе биде еден вид втора фаза од сегашниот рудник Саса. Рудникот Боров дол во Конче е исто така една втора фаза од рудникот Бучим, каде што исто очекуваме во текот на 2017 година овој рудник да заживее, каде што би се вработиле дополнителни 100 луѓе. Сакам исто да напоменам дека во тек и во финална фаза сме на подготовка на издавање на техногени минерални суровини, како што е отпадот од топилницата во Велес. Одма после изборите ќе биде распишен и оглас за доделување на овие техногени суровини за кои има огромен интерес во моментот. Почитувани, работата на овие рудници ќе возможи стабилен развој и нови вработувања во повеќе краишта во државата. Оваа програма во делот на економијата содржи сеопфатни проекти кои се одговор на потребите на граѓаните. И ние стоиме за овие проекти. Има разлика и ние сме убедени дека граѓаните ја препознаваат. Благодарам.